Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Мемет Синади, заменик председател на Федерацијата на фармери на Македонија. Господине Синани, се менуваа неколку влади, а земјоделците постојано посочуваат за најразлични проблеми. Според вас, што е приоритетно да се направи во предстојниот период? Знаете како е, секоја влада пред избори обеќава све и свешто. Но важно е што ќе биде после избори, кој ќе дојде на власт. Било која влада претhodна, сега не знам за ова сегашната, мислам дека пак ќе биде исто, но ние очекуваме дека оваа влада барем реформска како што кажала, ќе направи некои реформи. Ние како земјоделци се надеваме на подобро. Ако не се надеваме, немаше да посееме никаква површина. Што сметате дека е приоритетно да се направи во наредниот период? Значи, приоритетно е да се осигура пласманот. Јас можам да произведувам колку сакате производи, пшеница, граф, пченка, со тоа што јас се занимавам. Оне со тутун може и тутун, но ако нема пласман, каде ќе го носи тоа? Значи, ние очекуваме од оваа реформска влада да има реформи во пласманот. Договор на производство, да знам колку ќе производувам и за кого ќе го произведувам. И да имам пласман осигуран и солидна цена, нормално. Поради слабиот род годинава земјоделците бараат заштитна цена при откупот на пченицата. Според вас, кое е најполезното решение? Па видите, секоја година има своја тежина. Оваа година, ова 12 денари заштитна минимална цена за пченицата ја бараме ние како Федерација на фармери. Затоа што ние ги застапуваме оние најситни, најмачни души во земјоделството, а тоа е 104.000 од 105.000 и нешто, 104.000 ние ги застапуваме, кои имат површина од 1 до 3 хектари. И единствено, значи 12 денари заштитна цена и интервентниот откуп кој што бараме ние исто како Федерација, да го имаме оваа година, значи не да почни како што е законски го направиле така во парламентот, од септември, крајот таму октомври да имаме откуп на државни стокови резерви. Тоа е после свадба тапани. Значи треба од 1 јули да се почни со државниот интервентен откуп. Оваа година имаме потреба за поголема количина државата да откупи, за да можеме да има малку постабилна цена. Затоа што нас пченицата како земјоделци не кошта околу 12 денари, нас ситните земјоделци. А државната статистика покажува 8,60 и нешто. Но тоа не е за ситните земјоделци. Тоа е земена парцела во целина една и е направен некој распоред таму. А во суштина, значи треба, уште еднаш ќе потенцирам, минимална заштитна цена од 12 денари и ништо подолу, само да ги покриеме трошковите, не да ќариме. И ни треба државниот интервентен откуп да биде потхитно да почне. Земјоделците вараат враќање на одлуката на претходната влада за условен увоз на пченицата. Дали со ова ќе се реши проблемот со откупот? Пред неколку години тоа беше предлог пак на Федерација на фармери, наш предлог, во консултација со некои наши соработници, професори од факултетот, да направиме некој модел 3:1 за пченицата и 4:1 за брашното. Успеа, кога беше господин Любче Димовски министер, тоа го направи. Меѓутоа, имавме друг негативен ефект во раноградинарските производи. Доматите останаа на граница и србите не ги прима. Се додека не се пушташе пченицата да влези ваму. Тоа е добро, меѓутоа да не направиме проблем во другите сектори или подсектори земјоделски. Во производство на домати, на бостан и на слични работи. Јас мислам дека тоа е добро решение, но дали ќе има ефект, тоа не знам. Новата влада најави 160 милиони евра годишно субвенции за земјоделството. Дали ова е доволна сума која ќе ги реши проблемите на луѓето кои живеат од оваа дејност? Деновија гледаме дека има незадоволство кај земјоделците кои што произведуваат бостан. Претходно имаше проблеми со земјоделците кои произведуваат праски, како и оние кои произведуваат домати. Значи, претходните влади најавувале 110 милиони, 130 милиони, оваа влада 160 милиони. Недоволни се субвенциите за земјоделците било кога. Значи, секогаш субвенциите се добредодени, но не се решаваат проблемите со субвенции. Значи, во Македонија треба да се работи на стратешки ниво за пласман, за цена, солидна цена да имаме,
да имаме пласман и ние може да произведеме. А субвенциите треба да се поделат на земјоделците тогаш кога нам ни се потребни. Федерација на фармери пред неколку години направи рамка, времена рамка или календар за исплата на субвенциите. Мене ми треба за поледелство некаде септември, да можам да посејам квалитетна пченица. На онај раноградинариот му треба, него кога му треба. Не да се дават сите до 30 јуни или еве го после 30 јуни па не се платени. Колку досегашните влади овозможуваат земјоделците во Македонија да имаат пристојна заработувачка и што очекувате од мерките на новата влада? Јас можам да се навратам многу назад, 93-та и 4-та, бидејќи имам јас години, кога тогаш беше килограм пшеница 12 денари. 2 денари по килограм имаше субвенционирање. 0,60 пари имаше транспорт. Тому доаѓа 14,60, а нафтата беше 17 денари. Сега сме 2017 или пак 2016, еве прошлата година, пшеницата се продаде по 7 денари, по 8 денари, а која е цената на нафтата? 60 денари, 70 денари. Па сме стигнали и 73 денари, даже не име. Сакам да кажам дека било која влада што ќе дојди и што дошла, нема да ги реши сите проблеми во земјоделието, но да ги ублажи, секоја помалку да ублажи, да постигнеме некаде. Инаку, земјоделството, ако стварно цутеше, како што кажуваат во телевизии, тогаш немаше да бегат сите млади да одат во странство. Млад земјоделец не наоѓаш. Неслучајно владата направила претhodната до 40 години млад земјоделец па ќе има толку посто повеќе субвенции. Ама кај се тие млади? Све замина. Јас мислам дека многу брзо и ние старите ќе одиме, барем да осигураме некоја пензија надвор. Затоа што нема овие цени, кои што се моментално во Македонија за кило, било кој производ. Значи, нас не ни одговарат. И помошта наша ќе биде, пак ќе потенцирам пласманот и цената да е солидна, да ги покриеме трошковите. Барате прогласување на елементарна непогода поради временските неприлики кои предизвика намалување на родот кај одредени култури. Дали очекувате дека конечно ќе се најде решение и какви се досегашните искуства? Јас би рекол дека немаме ние елементарна непогода, имаме непогода со пласманот и со цената. Значи, ова елементарна непогода може да се случи секоја трета, пета или 10-та година. И порано имаше во Тетовско, во Кумановско, градот што беше, меѓутоа се уште не се исплатени оние влада да ги рефундира тие средства. Не верувам дека оваа катастрофа некој ќе покрие, треба да се излези на терен. Имаме и со житните култура така, житата од Источна Македонија се веќе посејани, ова пожнеани, па немаме се уште направена проценка. И како ќе процени тој колку имаше таа нива оштета? Значи, све треба да се реагира на време. Сакате да кажете дека не е направена проценка на штетите од невремето што требаше да се пријават во јуни? Направена е штета што се однесува до елементарните непогоди од дожд и од град, али исплатата се уште не е направена. Тоа е направена на терен. Земјоделците ги пријавиле штетите. Сега, колку на терен се работи и колку ќе се исплата, тоа е друго прашање. Дали нашите земјоделски производи се доволно застапени на европските пазари и според вас кој е начинот да се зголеми извозот? Нашите производи многу малку се застапени во европските пазари, можам да речам и многу некој ептен малк процент, затоа што ние не сме европски ориентирани, ние сме се уште балкански производители. Ние немаме соодветна пакување, да речам, за нашите производи во Европа. Ние немаме квалитет како што треба за Европа. Не можеме да имаме квалитет се додека немаме цена. За да стигнеме ние до Европа да носиме роба, треба прво да направиме квалитет кај нас. За да стигнеме до квалитет ни треба цена, а тоа го немаме. И во иднина, значи, законот требало би малку да биде поинаков, да се среди тоа. Во блиска иднина не верувам дека ќе имаме пласман во Европа. Можда некои ситни работи, како некој граф, како некој не знам, али да има
како што треба, не верувам. Сметате ли дека со новиот проект за окрупнување на земјиштето ќе бидеме поконкурентни на европските пазари? За да може да имаме окрупнување на земјиштето, ние имаме прво катастарски имотно-правно нерешени, статутарно да ги речем, не се решени тие проблеми, затоа што имаме голема миграција од цело град, па од цело странство. И за да се тоа направи, јас не верувам, можда би било тоа во државно земјоделско земјиште, ако користат повеќе луѓе, па да ги менуваат парцелите. Инаку не верувам во руралните средини, каде што се поситни парцели, таму не верувам дека ќе го има тоа. И за да бидеме поконкурентни во Европа, не значи дека ако окрупниме земјиште, ќе бидеме во Европа ние поконкурентни. Што треба да направиме? Пак би требало законски да се одреди прво катастарските имотно-правните работи да се средат, прво. Второ, да имаме таква организирано земјоделство, едукација, цена, пласман, да можат младите да останат тука, прво да ги задржиме младите во Македонија, па после да извозиме во странство или во Европа да извозиме производи. Нас ни бегаат младите. Ние извозуваме млади луѓе во Европа, не извозуваме роба. До каде исплатата на субвенциите за минатата година? Па од минатата година на некои сектори, да речам, се исплатени. Беше најавено за тутунот последно, не знам до каде е исплатено. Беше најавено дека од вторник, тоа е пред 2 дена, и другите, али то тече. Значи, то тече, таму има други проблеми. Тоа е проблем во влада, во дирекција за платежна агенција. Тие се нивни проблеми. Ние очекуваме, јас денеска проверив, кај мене не се стигнати. Постојано земјоделците трпат штети поради временските неприлики, но и натаму е мал процентот на осигурено земјиште. Која е причината за ова? Земјоделецот нема капацитет да осигура површина, иако владата субвенционира 60%. Ако стварно се случи таа штета, компаниите, осигурителните компании кои што доаѓаат на терен, нереално ги ценат. Значи, не ти го признава од ова, не ти ги признава од она, од трето, од петто. И ако ти исплати, ќе ти исплати 20%. Зошто да ја осигурам таа парцела? Кога не сум сигурен, ја осигурам да бидам сигурен, а пак не сум сигурен. Ќе ми ја простили 20%. И така да, тоа би требало малку да се смени, компаниите да сменат мислење, ако поинаку овие осигурителни да работат, валда и законски да има некое докаде. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.